За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите ролат шницли. Макдоносот ситно го сечкаме. Киселите краставички ситно ги сечкаме. Шницлите ги толчиме со чук. Ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Додаваме мешан зачин. Потоа ги свиткуваме за да ги впијат зачините. Во тава на оган со загреано масло го пржиме меленото месо. Откако месото ќе се испржи, во тавата го додаваме исечканиот макдонос. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Додаваме мешан зачин. Промешуваме. На претходно излупените варени јајци ги одделуваме белките од жолчките. Белките ситно ги сечкаме. Ги додаваме во тавата на оган. Во тавата додаваме 300 мл кисела павлака. Мешаме со лажица. Првата шницла ја одвиткуваме. Ја премачкуваме со сен. Врзна ја нанесуваме од филот од тавата за пржење. Ги свиткуваме краевите на шницлата и виткаме ролат. На ист начин ги подготвуваме сите ролати. Парчето алуминиумска фолија го попрскуваме со масло. Во фолијата ја свиткуваме првата ролат шницла. На ист начин ги подготвуваме сите ролат шницли. Ги ставаме во тава за печење. Ги попрскуваме ролатите со масло. Во тавата го налеваме виното. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 60 минути на температура од 200 степени. Во садот со исечканите кисели краставички ги додаваме двете варени жолчки. Ги гнечиме со алатка за пире. Ги додаваме мајонезот и 200 мл кисела павлака. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Мешаме со лажица. Ролат шницлите ги одвиткуваме од фолиите. Ги сечеме на половина. Парчињата шницли ги редиме на чинија за сервирање. На средината на чинијата ставаме лист црвена марула. Врз него го сервираме претходно подготвеното пире. Потоа на чинијата ставаме уште 2 листа црвена марула. Врз нив го сервираме претходно подготвениот сос. Декорираме со гранчиња копар и гранче жалфија. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 90 минути. Добар апетит!